Благодарам, почитувани колеги пратеници, почитувани представници на Министерството за финансии. Прво би сакал да кажам дека апсолутно сметам дека треба да се подржи овој амандман за филтри во ТЕЦ Осломе. Ова е важен амандман. Ова е важен амандман за општината Кичево, за општината поранешна Другово, Вранештица, Осломеј, исто така и Зајас. Така што мојот апел до парламентарното мнозинство е заеднички да го гласаме овој амандман кој што е поднесен од колегата Сурија Рушиди. Второ, би сакал да направам една кратка дигресија. Тоа е дека пратениците на власта, пратениците од мнозинството, пратениците од парламентарното мнозинство кое што го има СДСМ на Зоран Заев, го спомнуваат Југохром. Би сакал да констатирам дека сега, овој месец, се навршуваат 2 долги години. 2 години од ветувањето и гаранцијата на Зоран Заев дека Југохром ќе биде најдоцна до април-мај 2018 година отворен. Поминаа 18 месеци, година и пол од тој краен рок кој што го вети Зоран Заев дека Југохром ќе биде отворен. Абер нема од отварање, луѓето се иселуваат, луѓето се заменуваат, трпи локалната економија во општина Јагуновце, трпи економијата во Тетовско, трпат добивачите, трпат семејствата, луѓето и народот. Трпат и македонците и албанците кои што работеа во Југохром и сите други, сите без разлика на националноста. Во случајот на Југохром имаме повторување и потврдување, но на што со години, месеци го кажуваме, а сега и цела Македонија го констатира, а тоа е дека за Зоран Заев не може да зборуваме за зборот е збор, туку лагата е лага. Зоран Заев недела дена пред локалните избори 2017 година во општина Јагуновце излезе и вети и кажа: се обврзувам, потпишувам, давам збор, ја стави раката на срце дека ќе биде отворен Југохром. Од тогаш поминаа 2 години од тоа негово зборот е збор, поминаа година и пол од тој последен рок, а таму абер нема луѓето да работат. Абер нема од економија. Тоа е за жал реалноста, тоа е онаа ситуација во која што се наоѓаме. Затоа уште еднаш, за крај, повикувам да го поддржиме овој амандман кој што е важен за ТЕЦ Осломе, за Кичево и Кичевско. Повикувам да направиме, да имаме што повеќе фабрики, да имаме што повеќе погони, да имаме што повеќе работа во целиот Полошки регион. И во Јагуновце, и во Тетово, и во Брвеница, и во Гостивар, и во сите населени места, Боговиња, Желено, било каде. Колку е подобро за економијата, толку е подобро за граѓаните на оваа наша Македонија. Ви благодарам.